Добро вечер. Македонија денеска го чествува 24 мај, денот на светите Кирил и Методи. Централната манифестација се одржа во црковниот храм Света Софија во Охрид, откаде што премиерот Мицкоски повика на обединување на народот на патот кон Европската унија. Побара резултати во борбата со корупцијата и поддршка на решението за правосудниот испит што го најави за наскоро. Афродита Рамос има детали. Македонија го одбележува денот на својот цивилизацијски темел. 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Со свечена академија насловена Од слово до вечност во Охридскиот црковен храм Света Софија, како и со положување на свежо цвеќе на споменикот на просветителите на Охридскиот кеј, беше одбележан овој значаен државен празник. Имаме јазик, култура и народ кои опстанале низ вековните премрежја, рече премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање, каде повика на сенародно обединување пред современиот предизвик за македонската држава – блокада на евроинтеграциите. Направив се како претседател на владата за да подадам рака кон овие кои што се денес за жал мекото ткиво на македонскиот идентитет, да се свестат, заедно да се обединиме, да се бориме, да бидеме обединети. Тие секоја шанса ја испуштија. Затоа јас повикувам на народно, сенародно и интелектуално обединување на државата. Тоа што некои се председатели или членови на политички партии во опозицијата имаат таа улога не значи дека се и лидери на оној дел од народот кој што се уште некако го дава и својот глас и поддршка на тие луѓе. Осврнувајќи се и на борбата со корупцијата за која посочи дека е незадоволен и упати порака до правосудните институции дека трпението е при крај. Премиерот исто така најави законско решение за барањето на албанските студенти, правосуден испит на албански јазик. И секоја заедница да го има правото да напредува и да го употребува својот јазик. Се додека се разбира тоа е во рамките на уставот, законите и се додека се почитува нашиот идентитетски белег, македонскиот јазик. Затоа многу брзо ќе дојдеме до решение кое треба сите да го поддржиме и кое ќе отскокнува над поединечните партиски и можеби политички интереси. Само описменети можеше да се самоосвестиме и ослободиме, најпрво од незнаењето, а потем и од подчинетоста од секако вид, порача во својата честитка председателката Гордана Силјановска-Давкова. Јазикот не е само збир на зборови, туку и колективна меморија, вредносен код и чувство на припадност што еден народ ги пренесува низ времето од генерација на генерација, гласи дел од честитката на председателката Силјановска-Давкова. За македонскиот случај со евроинтеграциите, во Прага на форумот Глобсек се скараа поранешните премиери на Србија и на Бугарија, Ана Брнабич и Николај Денков. Дали и каква европска перспектива имаат земјите од регионот, ќе се разговара на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват на почетокот на јуни. А главна тема се очекува да биде предлогот на германскиот канцелар Мерц. Андријана Лазова-Божиновска. Долгиот и блокиран пат на евроинтеграциите на Македонија ги скара поранешните премиери на Србија и Бугарија Ана Брнабич и Николај Денков на безбедносна конференција во Прага на панел посветен на ЕУ проширувањето. Брнабич ја зема Македонија како пример за неправедно вето со кое се поткупува кредибилитетот на Европската унија. Според неа односот кон земјава е толку нефер што не може да се објасни пред светот. Став кој предизвика реплика од публика од поранешниот технички премиер на Бугарија Денков. Тој им забележа на организаторите зошто српски политичар зборува за ова прашање без присуство на бугарски представник. These people probably are afraid to change the constitution because once they change the name, when they change the constitution, someone else might come by and say, "Hey, listen, I just remember, 372 years ago, we had this issue, and you have to understand that, you have to say what we want you to say. Unless you do that, well, we're again not going to open your negotiations." So, I'm obviously, as is very clear to everyone, frustrated about our EU path. But compared to North Macedonia, I'm like,
I do feel with these people there. In 2022, we put history entirely out of the picture. There is only one requirement: to change the constitution and to admit that there are Bulgarians there in North Macedonia. Point which is taken. Thank obvious you. there. Thanks. We have the point now. We So know the next point. time when we discuss this topic, please don't put Serbia to advocate for this discussion. Во меѓувреме во институциите на Европската Унија се отвора дебата за предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц за постепена интеграција на земјите во чекалната. Конкретно за земјите од Западен Балкан се предвидува привилегиран пристап до внатрешниот пазар и наблюдувачки статус со учество во ЕУ парламентот и комисијата. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, за Македонија тоа е добра, но неостварлива идеја. Сепак треба да се има предвид дека за нас основната цена за почеток на тој процес, за почеток на преговорите ќе останат уставните измени. Дури и под предпоставка дека ние како што ќе ги отвараме и затвараме поглавјата, ќе имаме привилегии во ЕУ, ние се уште поглавјата не сме ги ни отвориле. Во таа смисла, тој предлог на Мерц е добар и нас не одговара, но нема да ја смени цената за почеток на преговори. За Украина пак во предлогот на Мерц се предвидува да стане придружна членка без право на глас, но украинскиот председател Зеленски веднаш ја отфрли како неприфатлива оваа идеја преку официјално писмо до европските институции. Каква иднина ќе има предлогот на Мерц кој веќе е испратен до Кошта и фон дер Лајен? Најверојатно ќе стане познато на самитот на ЕУ и Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, што ќе се одржи на 5 јуни. Вашингтон врти нова страница во односите со Западен Балкан. Во документ што го објави Стейт Департментот порачуваат дека државите од регионот ќе треба самите да се справуваат со предизвиците, наместо да бидат зависни од меѓународна интервенција или надзор. Детали има Михајло Видимлиски. Поинаков вид ангажман на Соединетите Американски држави во регионот најавува Стейт Департментот во новата стратегија за Западен Балкан, во која главен фокус е регионалната стабилност, економската соработка и спротивставувањето на странските влијанија во регионот. Во документот кој неодамна е објавен на официјалната страница на Стейт Департментот, се наведува дека стабилноста на регионот и унапредувањето на американските економски интереси таму ги прават Соединетите Американски држави побезбедни, посилни и попросперитетни, но и стои дека злонамерни актери може да ја искористат регионалната стабилност на штета на американските интереси. Периодот на градење држави, предводен од САД, е завршен. Политиката на САД на Западен Балкан не е насочена кон спасување или реконструкција, туку кон стабилност и заемно корисни партнерства. Администрацијата е фокусирана на зајакнување на локалните актери, самите да ги решаваат сопствените предизвици, наместо да се одржува прекумерна зависност од меѓународна интервенција или надзор. Во однос на заканите кон САД и Западен Балкан, документот ги издвојува Русија и Кина како актери кои активно се обидуваат да ја искористат нестабилноста, корупцијата и слабото управување во регионот. Москва поттикнува етничко незадоволство, финансира дестабилизирачки актери и ги користи енергетските ресурси за вршење притисок врз политичарите. Кина го проширува своето меко влијание преку трговија, државно поддржани заеми, подкуп, пропаганда и партнерства со елити, особено во области со ниска транспарентност и слабо владење. Во извештајот се наведува и дека групите на организиран криминал од Западен Балкан представуваат директна закана за националната безбедност на САД и американската територија, со посочување на нивните врски со наркокартели, трговија со дрога, нелегална миграција, перење пари и киберкриминал. Креди ЕС е финансиското друштво за брзи кредити на кое Министерството за финансии му ја одзеде лиценцата за работа поради нерегуларности во функционирањето, објави порталот Фактор. Финансиското друштво, зад кое стојат сопственици од Бугарија, ги затвора своите околу 40 филијали ширум земјата, додека исто така околу 120 вработени добили известување дека дејноста е прекината. Единствената активност што Креди ЕС ќе има право да ја продолжи е наплата на своите финансиски побарувања. Железничката станица Скопје конечно се чисти и уредува. Директорот на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски за Канал 5 вели дека паралелно со чистењето веќе презеле чекори и за долгорочно решение и модернизација на станицата. Решивме да ја третираме, да почнеме со екстериерно чистење, паралелно со внатрешно одржување, читање. Има многу работа, толку многу е запуштена што дури
демотивира во почетокот на работењето, меѓутоа ако нешто не се направило пред 10, 15, 20 години, најдобар момент да се направи е сега и денеска. Надворешно чистење почнуваме во моментов, ќе го одржуваме, ја враќаме на старата боја која што беше на првичното чистење на станицата. Внатрешно сите лифтови и ескалатори ќе бидат ставени во функција. Набрзо ќе се случи реновирање на течните тоалети и верувам дека барем за неколку месеци од денеска ќе бидеме приближно до достоинствен изглед на самата железничка станица. И она што го детектиравме дека најголемиот проблем на девијантни однесувања се случуваат во текот на ноќта, така што веќе планираме барем во оние ноќни часови после полноќ да таа станица, ако нема сообраќај, да биде затворена некаде до 5 часот наутро. И ова ќе биде пракса која што во првично време ќе тестираме, ќе го зголемиме обезбедувањето, ќе ставиме многу повеќе камери и освен тоа што ќе преземеме ние некои мерки, веруваме дека самите граѓани ќе се зголеми нивото и свеста на заедничкото добро. И уште една информација за крај. Турската интервентна полиција денеска употреби солзавец и упадна во седиштето на главната опозицијска републиканска народна партија во Анкара, за да го исфрли сменетото раководство на партијата, продлабочувајќи ја политичката криза во Турција. Според извештаите, облаци солзавец се ширеле низ зградата, додека присутните внатре извикувале пароли и фрлале предмети кон влезот, обидувајќи се да ја спречат полицијата да ја пробие импровизираната барикада. За сега нема информации за повредени, а до инцидентот доаѓа откако турски суд во четвртокот го разреши лидерот на Републиканската народна партија Озгур Озел и ги поништи резултатите од партискиот конгрес на кој што беше избран во 2023-та, повикувајќи се на наводни нерегуларности. На негово место повторно беше вратен поранешниот лидер на партијата Кемал Киличдароглу, кој истата година загуби од претседателот Реджеп Тајип Ердоган на претседателските избори. Тоа беше се. Пријатно.